Израелскиот премиер Нетањаху отворено ги нарекува социјалните мрежи оружје. Потпишан е договор за 6-месечна кампања вредна $45 милиони со YouTube на Google и маркетинг платформа. Платена е кампања со инфлуенсери која наводно нуди $7.000 по објава. Од октомври 2023 година, социјалните мрежи се истовремено простор за крвави сведоштва од Газа и бојно поле на кое израелската влада настојува да го обликува она што јавноста го гледа. А знаете што е најлошо? Израел има поддршка од самите платформи во сето ова. Во својот извештај од декември 2023 година, Human Rights Watch документира системско отстранување и потиснување на содржини поврзани со Палестина на Инстаграм и Фејсбук, заклучувајќи дека политиките на Мета и системите за модерација дополнително придонеле за бришење на палестинското страдање. Индексот за дигитални права за 2024 година на организацијата Sada Social забележа повеќе од 25.000 отстранувања или саботирање на палестинска содржина, со дополнителни скокови во текот на 2025 година. Мета покрај тоа призна технички грешки од октомври 2023 година. БАК во преводот кој кај пропалестинските профили додавал збор терорист како и привремен пат на досегот што беше објаснет како дефект, откако корисниците на Инстаграм, Фејсбук, X и TikTok пријавија цензура на пропалестинска содржина, од бришење објави до shadow ban кој тајно ја намалува видливоста. Минатата година Мета објави и построго отстранување на содржина насочена кон ционистите. Дури и кога не се работи експлицитно за политичкото движење што критичарите го гледаат како продолжување на пристрастната модерација. Но на политиките на Мета влијаат и кадровски врски. Джордана Катлер, поранешна висока функционерка на израелската влада, ја води политиката на Фејсбук за Израел и еврејската диаспора од 2016 година. I am proud that Meta's commitment to addressing anti-Semitism on our platforms has remained steadfast, especially after October 7th. А според медиумите во Мета работат и повеќе од 100 поранешни припадници на израелската армија и разузнавачките служби. Покрај тоа извршниот директор на Инстаграм исто така е израелец, како и сопственикот на Мета, Марк Закерберг. И TikTok е на удар на критики откако вработи поранешен инструктор на израелските сили како менаџер за говор на омраза. Повеќе истраги исто така ги следеа напорите на Израел да влијае на САД како држава. Така, во средината на 2024 година, The New York Times и Politico известија за операција поврзана со Израел која користела стотици лажни профили за да таргетира најмалку 128 американски законодавци со координирани произраелски пораки. Мета подоцна забрани маркетинг фирма поврзана со таа мрежа. Во текот на 2024 и 2025 година Wired извести за Google реклами на израелската влада насочени кон дискредитација на УНРВА. УНРВА јавно предупреди дека се користат дезинформации за подкупување на доставата на помош. Израелската влада може да го финансира влијанието, платформите да го подесуваат фидот, но сепак палестинските новинари не ги гасат камерите. Од првата ноќ до денес преносите во живо и објавите ја покажуваат реалноста што многумина се обидоа да ја замолчат. А војната со алгоритмите ја објавија и самите корисници. Така, например, Мохамад Дарвиш ја објави страницата freepalestine.by, каде што ако внесете Газа, таа автоматски го менува во Газа, што корисниците потоа можат да го копираат и залепат на социјалните мрежи, за да ги збунат алгоритмите и да избегнат бришење и цензура. Друг пример, објавата All Eyes on Rafah покажа што значи поврзана публика, носејќи ја вистината преку граници, јазици и временски линии додека не стане невозможно да се игнорира. Објавата беше споделена повеќе од 47 милиони пати на Инстаграм, вклучувајќи познати личности како Дуа Липа, Луис Хамилтон и Джиджи и Бела Хадид. Обидите за контролата на наративот не успеа да ги замолчат гласовите на новинарите во Газа, а воедно ги разоткрија и границите и лагите зад израелската пропаганда, помагајќи во промената за глобалната перцепција на палестинското прашање.